Добар ден. Да. Добар ден и среќен ден. Пази не мој подобранец немаш сега ти. Добар ден и среќен ден. Нека ни напомош чуварот, заштитникот на доброто во неговата вечна борба против злото, Архангел Михаил. Денеска сме овде на Китино Кале или на Китимо Кале. Најпрво ние да се заблагодариме на универзумот, на Бог, за се македонското обединување кој што започна од Кичево, што значи дека денеска сме овде да дадеме почит на она што започнува од овде. Истовремено, покрај благодарноста кон Бог, тука сме од каде што ќе дадеме збор пред универзумот за започнување на нашата света мисија, а таа е електронски попис на сите македонци во целиот свет. Веднаш да напоменам, сето она што го правиме, од овде ќе почнеме и ќе го правиме само иницијативно. И ќе го правиме за Македонија. Затоа и сме овде, бидејќи Китим е постаро име од Македонија. Обележено во Библијата многу пати. Споменато и за Александар Македонски дека потекнува од Китим, земјата на богот Македон. Тоа, сето оно што го правиме, ќе го правиме како денес што започнуваме. Само иницијативно. За Македонија, со дух, ум и фанатизам за Македонија, пред блезот на светоста која што е горе. Ова сила, ова степенеста пирамида, ова е синоним на Кале, кој што било тврдина. Кога и да е, треба да се отвори целата енергија, за целиот свет да дојде на поклонение и да ја виде вистината за Македонија. Овај влез на ова степенеста пирамида е поставен идентично како споменикот од Ноб во Кочани, кој што ја нема ни на буквата од Ноб. За цементирањето на влезовите, на светоста нашта, ако сакаме да успееме во електронскиот попис на сите македонци во целиот свет, треба да ја досовршиме и усовршиме и да си дадеме збор за отварање на сите онија калиња во цела Македонија, од каде што треба да излеgne целата енергија за сето оно што се прави, да се прави за Македонија. А ние сме единствени, се договоривме со број од 13 денес овде, да присуствуваме и да дадеме збор пред сите македонци, дека нема да очекуваме од никого, самите на свој трошок ќе го правиме ова низ цела Македонија. Оној кој што ќе очекува од премиерот Тино, а сега сме на негова територија, уште денес нека биде настрана, бидејќи ова го правиме за Македонија. Ако тој се вклучи во иницијативата, заедно со сите останати политички партии, тоа си е нивно право, кој што ќе го прават сето тоа со нивна иницијатива, како тоа што ние го правиме. Исто така, од овде, му честитам на мојот пријател, на Док, да го кажам Док или доктор? Му честитам на мојот пријател Док за страшните битки кои што ги водатме за македонизамот од времето на Александријата 2005 и оставам прилика следен пат да бидеме кај него на кафе и да му честитаме на градоначалникот на Кичево, затоа што водевме доста битки околу македонизамот од времето кога се знаеме со Мактеон, со Александријада, преку покојниот Канго и сите останати македонисти на времето. Една честитка за градоначалникот да биде успешен и да го спроведе на дело сето тоа што го обеќал. Ако не го спроведе, ние ќе му дишеме на врат. Се македонското обединување е обединување
на сите кои што живеат во Македонија, независно дали се македонци, албанци, власи, турци и останати. Пред се, сме македонци. Затоа што нашата порака и до Кичево е: не си добар исламист ако не го сакаш Исус, а не си добар Мухамед, не си добар христијанин ако не го сакаш Мухамед. Моите пророчанства кажа дека суитите и шиитите најпрво ќе се обединат во Македонија. И како ние македонците, од овде ќе го шириме мирот, обединувањето и братството меѓу народите. Затоа што сите ние потекнуваме од еден ист заеднички корен, од еден ист прататко, дарител на семенскиот материјал, или јас како што умеам да кажам, дарител на медот свет, за создавање на оно што денес сите го знаеме. Бог така кажал: еве ви е земјата, плодете ја. И ќе ја плодиме, и сите ќе бидеме браќа и сестри, и ќе го воскреснеме космополитизмот, и ќе докажеме на сите оние кои што се одвоиле и од вистинската христијанска религија, и од вистинската мухамеданска религија, дека Бог е љубов. Затоа што и Мухамед и Исус се љубов. Тоа сите ние заеднички ќе го докажеме. Овај ден ќе го бележиме скромно, со захвала и пофалба на Бог и на Архангел Михаил за се оно што прави за Македонија и за сите нас. Она кој што ќе започне од Кичево, ќе бидете информирани каде ќе има тетрадки, а исто така и по електронски пат ќе го започнеме нашето дело од Бог, електронски попис на сите македонци во целиот свет. Кога зборувам македонци, мислам на сите оние кои што живеат во Македонија, затоа што Бог сакал сите да бидат овде во Македонија. А должност на секој оно што живее во Македонија е да ја сака Македонија. Независно дали е албанец, дали е влах, дали е турчин, дали е торбеш или македонец. Некој друг одлучил да биде овде во Македонија, пред ова свето место, пред блезот на ова степенеста пирамида, пред ова кале дребно уште од времето на Атлантида. Погледнете го овај камен. Овај камен ја представува вистината. Ако спаѓате надолу и го следите Китино кале, ќе видите дека е на карпесто место. Зошто? Зошто сите калиња биле на карпести места? Затоа што денеска доваѓаат земјотресите, а ова ќе остане читаво за сите нации и генерации. И милиони години ќе обстане, бидејќи трусното место, кој што се правеле ваквите калиња на карпести места, значи додржување да остане на идните поколенија. Сето оно што започнува од Архангел Михаил, ќе го пречекаме сите со љубов. Кога ќе започнат земјотресите, а веќе се пред нас, бидете љубов и не дозволувајте вашата вода во вашето тело да вибрира со негативна енергија, затоа што Македонија живее на подречје кое што под нас има многу вода. Ако нашите тела вибрираат со негативна енергија, со страв, таа енергија ја пренасаме на водата што е под нас. Ако под Македонија има море, исто и ние луѓето овде на земјата правиме море. И затоа ние не треба да придонесеме да доаѓа до тектонски поместувања, да бидат фрапантни за сите оние кои што ќе живееме во Македонија и на целиот Балкан. Оно што доаѓа и оно што го најавив пред 2 дена, сите сте сведоци за слечишта, сите сте сведоци за надојдена вода, на изливање на реки, а нема толку дожд. На што ви упатува сето тоа, македонци мои? Сите реки ќе се излеат, а нема толку дожд. Тоа ви упатува на нешто друго, на нешто кое што повторно се враќа, на нешто кое што веќе нивото под нас на морето
на подземните реки, мориња и води е на високо ниво. И ние, ако не вибрираме со љубов и ако не се заблагодариме овде, на ова место, за оно што е направено со Кичево, ние не можеме да продолжиме. Најголемата почест ја има Богот Македон и затоа секој од нас треба да знае. Електронскиот попис на сите македонци на целиот свет не го поклонуваме ниту на СДС, ниту на ДПН, ниту на било кого. Електронскиот попис го поклонуваме на Бог Македон. Затоа што сите оние кои што ќе застанат во наша иницијатива, тоа не го прават за нив, тоа не го прават за нас, тоа го прават за Бог Македон и за Македонија. Затоа наша должност е да го спроведеме овој подпис и да докажеме на сите дека ние сме македонци и македонци ќе останеме сите, а со тоа да докажеме и на нашите полубраќа од албански планини, од староседелците на Италија и Турци, дека Македонија е заедничка творба, исто како што некогаш заедно оделе по овното руно, каде што бил окован Прометеј и служеле во нашата светост за сите споредни работи. Затоа што најбитната работа на некој специјалец, а тоа го знаеме јас, Мето и Јоцо и сите останати специјалци е логистиката. Ако Џубер кој нашиот брат од Волци не ни направеше добра кујна, дали ние Јоцо ќе се движевме по оние предели кои што беа во тој временски период кога беа албанските немири. Значи, најбитната работа е да бидеш најаден, да ти биде спремна логистиката. И затоа сите се уплашени од оно што доаѓа. Логистиката е најбитна од се. А логистиката ја вршеле нашите сограѓани кои што тога живееле на албански планини. Ама албански планини денеска ги знаете на Дрим во Италија. Тие албански планини во тој временски период, пред големите тектонски поместувања, за времето на Атлантида биле заедно споени со Балканот. Онаму каде што е сега чизмата Италија, таа е на оние тектонски поместувања кои што биле во минатото. Замислете какви тектонски поместувања имало. А ова изградено од времето на Атлантида уште стои. Затоа што е било на карпесто место. Затоа што нашите предци оставиле трак во минатото. А тој трак не смее вака да биде. Со катанци, ранци и ваганци. Да се крие светоста на Кичево. Затоа што се македонско обединување не е возможно со запечатена енергија, со запечатено и тумурно време. Затоа плаче денес. Бидејќи таа енергија од овде треба да излие за спас и обединување на целиот свет. Ако вака продолжиме со ранци, ваганци и катанци, како што е запечатено Калево во Кичево, како што е запечатено Калево во Кочани со споменикот од Ноб, ние ќе живееме во темнина и никогаш нема да успееме да се спои духот со душата и телото. И ќе живееме како досега, со братобиствена војна помеѓу нас и нашите сограѓани од другите нации, со робовладетелство на едните газди и другите робови. Не, нема газди и робови. Има браке и сестри космополити. И затоа ги повикувам и албанската популација да застане под електронскиот попис на сите македонци во целиот свет. Зошто? Затоа што само така ние ќе докажеме и ќе видиме дали Вавилонската блудница и понатаму ќе си игра пинг-понг со нас и со албанците. Таа Вавилонска блудница е ЕУ. А НАТО е цинци легија ди Рома.
Оно што го правила Петата римска влашка легија, овде, тоа го прави и НАТО. Кога ќе бидеме сите заедно, единствени, како браќа и сестри, нам не ни треба ни Вавилонска блудница, ни Русија, ни Кина, ни било кој. Нам ни треба сите браќа, обединети на балконот. Нам ни треба Македонија, независно кој на која политичка партија припаѓа и кој на која религија. Зошто? Затоа што нема разлика помеѓу Мухамед и Исус. Нема разлика. Ние заедно, како што гледате, има молба овде од Кичево и од другата националност. Но ова е свет ден и тоа не е случајно. Како што Кичево покажа, така треба цела Македонија да покаже. Ова видео го завршуваме со нашата порака до Бог, со нашата мантра, и ова видео го завршуваме со вистината како ќе го направиме тоа. Со 100.000 подписи ќе го внесеме во парламентот. Парламентот е тој што треба да го изгласа електронското гласање на сите македонци во целиот свет. Зошто? Затоа што ние не можеме да спроведеме. Точно се знае колку има македонци, албанци, турци, власи и било кој надвор од Македонија. Како се знае? Со осигурителна картица. Сите оние кои што имаат осигурителна картица, кои што имаат осигурување, се наши сограѓани. Нашата цел е способниот да биде на местото каде што треба. Може утре и премиер и градоначалник да биде нас сограѓанин, било кој од која националност, ако народот го сака, дали од Америка, Канада, Австралија или било која европска земја. Значи, ДИК е тој што треба да го спроведе електронскиот попис на сите македонци во целиот свет. Зошто? Затоа што ние кога го спроведуваме, ние не можеме да гарантираме дали ќе се злоупотребе таа картица на нашите браќа и сестри надвор од Македонија. Независно дали се македонци, албанци, власи, турци, бошници и било кого. ДИК е тој и државата Македонија и премиерот Тино, кој што денес е премиер, што ќе гарантира не злоупотреба на осигурителните картици. И така, со помош на сите други останати земји во светот, ние ќе знаеме колку имат осигурителни картици македонци, колку имат здравствени картони по кои што ние ќе ги заведеме за електронски попис на сите македонци во целиот свет. Околу овие пописи, кои што се правени до ден денес, нема потреба изложување на пари. Зошто? Затоа што секој има кога ќе се жени, кога ќе се мажи секоја, има во полицијата, во МВР заведено. Некој кој ќе почине, има во МВР мртвачница. МВР заведува се. Сите оние кои што правеа пописи до сега, тоа е злоупотреба и бизнис, како што ги направија изборите бизнис. А сега сме свесни кога тогаш дека ќе дојде инфлација. Ќе дојде. Жално е, ама македонците тогаш ќе се разбудат. Дали тогаш нашите браќа и сестри македонци, кога ќе преработат сревата во нив, ќе развијат пиналната жлезда, ќе се уплашат и тогаш ќе ги отварат овие свети места за пречек на целиот свет, кој што го траже прапочетокот, а ние вака го криеме прапочетокот, со катанци, ранци и ваганци. Тогаш сите ќе сватат дека прапочетокот е во Македонија и дека Македонија е таа светост која што припаѓа на сите нас, независно кој на која религија припаѓа. Независно дали сме христијани, мухамеданци или било какви. Суитите и шиитите ќе се обиднат во Македонија. И од тука ќе почне обединувањето на целиот свет. Ама ние мораме да помогнеме. И затоа ќе го спроведеме овој електронски попис на сите македонци во целиот свет. Од градот на премиерот Тино, од Китино Кале, од светоста на древната држава Китим.
започнуваме, да сте ми вечни и здрави, да сте ми живи и здрави, да сакаме сите, нека овој број 13, нека овој број 13 започне онака како што треба. Да живее Македонија, да сте ми вечни и живи и не се плашете македонци. Бог не е политичка партија. Бог е нешто друго, многу свето. И затоа ве повикувам сите, каде што следното ќе биде на Тумбе кафе. Да не се плашете, да не чекате од местните заедници, да не чекате од политичките лидери, да не чекате од градоначалниците, да ве пуштат да дадете почит на вашиот Бог, Македон, затоа што сепак сте во Македонија сите. Не се плашете. Никој не може да ви ја земе работата. Сите вие си имате својата работа и сите вие сте заслужни со работата. А ние сме тие, се македонското обединување што ќе докажеме дека не бараме од никого и само иницијативно цела Македонија ќе ја поминеме. Без да бараме од никого поддршка. А на ова се македонско обединување треба секој политичар да се обедини. И премиер, и председател на Македонија, и било кој друг. Затоа, македонци, спреме го метото, не се плашете! Не се плашете! Македонија е се што имаме. Затоа што без Македонија нема живот на земјата. Тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на целиот свет. Демоде треба да остане она дека ќе изгубам работа, дека ќе дојде друг ќе ме уништи, дека ќе дојде трет ќе ме разнесе. Не. За Македонија треба да бидеме сите единствени. Како тоа што ние го направивме за Кичево. И не бараме поддршка, туку ние доваѓаме и испраќаме молбата до Бог за тоа што направивме за Кичево и продолжуваме понатаму. Затоа што Бог е тој што ќе суди на сите нас, Бог е тој што ќе ни кажува што и како. А вие продолжите во земските богови. Небесниот Бог е светоста наша. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија. Да живее Китино Кале, од каде што започнува нашата иницијатива за електронски попис на сите македонци во целиот свет. Бог ќе ја каже вистината пред сите вас. А стравот да не дојдам, да не ме видат, ќе исчезне многу брзо. Кога ќе започнат катаклизмите случувања. Кога цел свет ќе виде дека не има човекова рака што ќе го спаси, ама затоа над човековата рака доаѓа. Во времето кога змијата треба да јаде својата опашка, во времето кога треба да нема големо изливање на радон, во времето кога треба да се намали приземениот озон, а тоа значи и да се намали еглеродниот диоксид. Не мора да бидеш пророк. Овие реки, овие потреси, овие свлечиста значат излевање на радонот. Оној приземен озон значи зголемено количество на еглероден диоксид. Не треба да бидеш пророк да знаеш што те очекува утре, после овие дождови, после ова покачено ниво на подземните реки, мориња и се останато, затоа што Гренланд и Северниот леден океан не се тие што беа. Ако некојаш водата се истиснуваше, па од Пелагонија на Осогово дојде Пелагонија во Битола, па потоа во времето на Константин и Елена, кога се отвори Демиркапија, водата продолжи до денешен Солун, што значи Пелагонија Осогово или Белагнија, Белагнија Битола, Белагнија Грција денешна Осогово. Следете ја водата и ќе дознаете се. Али тоа е било затоа што тогаш имало стиснување на водата поради случувањата и поради климатските промени кои што ги имале во тој временски период. Сега е обратно од истиснувањето на водата. Чим се топи Гренланд, значи имаме враќање на водата. А тоа враќање на водата е проследено со големо загадување, со големо тровење, со големо количество на метан. Тука треба да ја насочиме целата иницијатива како да ги издржиме престојните години пред ерата на Водолија, а не да се двоиме на албанци, на македонци, на било какви, затоа што пред Бог сме сите исти.
Да живее Македонија, да сте ми живи и здрави. Нека почне електронскиот попис на сите македонци во целиот свет. Да живее Македонија. Ајде сите доаѓате да се јеме од шампањцето. Нека започне македонскиот кутлеш. Нека Китино Кале биде светост на овој дел. Нека биде место на обединување, а не место на разнебитување со дискотеки, кога некогаш имало овде. Да биде место на љубов, мир и хармонија. Ајде уште малку. И да успее оно кој што го започнуваме од денес, со нас 13 мина. Благодарност до Бог за оно што се направи со Кичево, за обединувањето. Вистината мора да воскресне. Да сте ми вечни и живи. Нека Архангел Михаил биде над сите нас. Кој нема? И за снимачен. Ајде. Јоцо? Не. Добро. Да сте ми вечни живи, ве сакам сите, љубов и само љубов. Оно што го планиравме во Кичево, без дигање на многу тензии. Оно што требаше да го направиме со бројот 13 го направивме, со нашата благодарност до универзумот за оно што започна од Кичево. Оно што требаше да го започнеме од овде со електронскиот попис на сите македонци во целиот свет, го направивме. Нека Бог, Македон, исчисти цела Македонија и да се отвори патот за Македонија! За Највечна! Нека е вечна. Вечна да е. Останете ми во љубов секогаш. Амин. И ти да ни ти здравиш. И доста ранци, ваганци и катанци. Запечатување на нашите свети места. Доста е. Енергијата мора да излезе. Слушате го ова ехо. Ајде! Македонија! Македонија! Да излезе енергијата и светоста да се врати. Тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на целиот свет. Да живее Кичево! Да ни е вечна Македонија!